Скопското кале е сместено во средишниот дел на Скопската котлина, на една доминантна позиција од левата страна на Вардар. Ова место доминира над околниот терен, каде што денеска се наоѓа старата Скопска чаршија и центарот на Скопје. Првите траги на живот потекнуваат од средината на 5 милениум пред новата ера, односно во енеологитски период, кога на ова место била подигната помална населба. Поволните услови за живот во питомата Скопска котлина овозможиле континуитет на живење на ова место и низ следните праисториски периоди, продолжувајќи низ бронзеното и железното време. Со излегувањето од праисторискиот свет и стапувањето на историската сцена на населбите од овој дел на Македонија, животот на Скопското кале повторно бил обновен во текот на 5 и 4 век пред новата ера. Ова е време во кое се појавуваат првите пајански кралства и агријаните, кои што биле во постојан контакт и со Македонското кралство на југ, што е посведочено и со откривањето на монети од Александар III и Антигон Гонат. Последните неколку векови низ римскиот и рано-христијанскиот период недостасуваат траги од живот на ова место. Тоа е време кога се појавува и цвета живот во Скопје, населба која се јавува како главен економски и културен центар на Скопската котлина. Животот на калето продолжува во средновековието, најпрво во времето на Самуил и неговата држава, а потоа и во времето на комнените, во период од 10 до 13 век. Во следните 2 века, се до потпаѓањето под отоманците, на овие простори владееле српски владетели, меѓу кои што најпознатиот е цар Душан, кој што бил прогласен за цар токму во Скопје. На Скопското кале животот продолжил се поинтензивно во отоманскиот период, кога се случиле неколку значајни настани кои оставиле значајни траги во историјата на калето. Тука пред се мисли на земјотресот и спалувањето на градот во времето на Пиколомини во 1689 година. Во последните неколку децении, Скопското кале неуморно ни раскажува богатата и единствена историја на Скопје, а преку организирање на различни културни и фестивалски манифестации, ова место и понатаму игра значајна улога во современиот живот на Скопје.